Некои се плашат и од самиот збор психолог, други го посетуваат без проблем, а има и такви кои одат, ама не кажуваат. На нас не ни беше страв на разговор во подкастот Зошто на Радио Слободна Европа да го повикаме младиот психолог Никола Дуковски. Никола, здраво, каже ли некому дека ќе доаѓаш овде? Здраво и добар ден, кажав, некако не се срамам од јавни излагања, така што го пуштив тоа. Во секој случај ние овде ги поставуваме прашањата, ама и да не си кажал секако ќе виде, а? Да, така што супер. Полесно е кога ти поставуваш прашања на сесија или вака кога тебе ти поставуваат, каде е поудобно? Мене некако ми е поприродна улогата кога јас поставам веќе, иако порано ми беше обратно, ради што кога некако тогаш ние ловиме, чекаме, го држиме, ја држиме подлогата на тој кој што го прашуваме и го држиме и неговиот страв, го држиме неговиот срам, ја држиме неговата возбуда, а кога се изложуваме тогаш некако повеќе се отвараме и внимаваме што е тоа што другиот ни го проектира. Речи си 5 години работиш преку сесии со клиенти и дали почесто на столчето спроти тебе или на фотелјата спроти тебе седнува жена или маж? Генерално повеќе седнуваат мажи во мојот случај, бидејќи сум редок машки терапевт, многу помалку сме во споредба на жените и девојките. И некако поприродно е да бираат машки терапевт ради некоја нивна слика која што имаат. Бидејќи работам и со деца, истото станува збори за децата, отворени се. А повеќе има момчиња и од децата кои што? Да, генерално имам повеќе момчиња. И некако и родителите го бараат свесно тој дел за идентификација, за она што го викаме рол модел, за некој пример со кој што можат да се идентификуваат, но и заради што некако таа комуникација е многу поотворена кога е особено на таа возраст. Ама генерално мажите полесно се отвораат пред мажи? Можеме така да... Има задршки, но кога се знае дека останува тука, дека нема ништо што излегува надвор, некако мое чувство е дека се отвараат полесно. Сепак тука мене колку мажот бил отворен со мајката, па затоа може би во одредени случаи е многу по-добро да биде со женски терапевт за него. Неодамна на Радио Слободна Европа ја отворивме темата за тоа дека во ноември, месецот на машкото здравје, кога се апелира за преглед на карцином на простата и слично, каде тука прашавме нели акцентот во однос на машкото здравје, односно менталното здравје како дел од машкото здравје. И колегите твои со кои што разговаравме, тие пак велат дека конкретно на психотерапија кај ни водат да речеме 3 пати повеќе жени отколку мажи, додека пак алармантна е статистиката од Државниот завод за статистика, која покажува дека пак на годишно ниво во земјава 3 пати повеќе самоубиства, например, извршуваат мажи во споредба со жени. Колку е тоа нешто кое што си го влечеме генерацијски наназад како момент дека маж да побара помош од стручно лице, од психолог? Да, е бариера? Обично кај мажите има многу голема задршка општествена и воспитна, бидејќи емоционалниот канал е затворен на некое место кое што вика издржи, премости, не кажувај, не плачи, држи се до тебе, зошто го правиш ова, нешто правиш. И некако тоа е, можеби, затоа и убаво ми е насловот на вашиот подкаст кој што вика зошто, бидејќи некако многу често мажите се прашуваат зошто. Ако ние ги знаеме прашањата зошто, тоа ќе ни биде досадно за живење. Ако знаеме на се логичен одговор. И дозволено е тука да се плови низ непознатото, да се останува со непознатото и дека немаме капацитет и сила се да поднесеме, туку е значајно да разлееме, да споделиме, да бараме да бидеме разбрани и да даваме разбирање. Но зошто трансгенерацијски генерално има потешкоти или има некаква бариера во однос на тоа да се постави некаков проблем, односно да се сподели некаков проблем, а сето тоа да е проследено со емоција. Зошто од мали на некои момчиња им велат немој да плачеш како девојче, например, колку е сето тоа поврзано со ставот дали денес јас како маж ќе решам да побарам психолошка помош. Да. Тоа е првичната поента, дозволата, како ние ја даваме дозволата да бидеме емоционално отворени.
Ако јас соодветно се расплачам или соодветно ги споделам моите емоции, давам дозвола на некој друг човек кој што може да се идентификува со мене во ситуацијава со некој маж, за да може и тој да ги сподели своите емоции. И некако го прекинуваме со ножички, го прекинуваме тој трансгенерацијски пренос кој што несвесно доаѓа дека само треба да се гради отпорност, само треба да се гради издржливост, само треба да се бараат решенија, само треба да се биде доследен, само треба да се биде чесен. И тука стои повеќе моралот отколку начинот на справување. Тие се некако општествени правила кои што сме ги поставиле, но и третман на поднесување на тежината на бремето кое што секако дека постои. Сега начинот на излегување од таа тежина секогаш е различен и полово, би рекол. Освен што си психолог, исто така си и образовен асистент на едно прекрасно младо момче. Неодамна имавме можност заедно со тебе и со Лео да бидеме дел од атмосферата или дел од еден час во основното училиште Страшо Пинџур, така што иако одамна ти е завршен образовниот процес официјално, нели? Иако постојано се надградуваш секако, постојано си во контакт со млади и одиш на училиште секојдневно, а со млади контактираш и преку сесиите. Па не чини да се генерализира, меѓутоа може ли да се направи некој генерален психолошки профил на младиот човек денес? Да, она што некако првично ми боде очи е тој дефокус кој што постои. Секако дека не артикулираноста на хормоните, колку и да не звучува јасно, некако нескладноста на сето она што се менува во младиот човек ја прави таа хаотичност, и таа е многу полезна, бидејќи неопходно е младиот човек да одскокнува, неопходно е да пробува, неопходно е да крши, неопходно е да се спротивставува, но тоа до некаде да има доследност. Што значи тоа? Да неговото внимание биде насочено на некоја целоисходна активност. Се повеќе гледам како паѓа вниманието, бидејќи многу лесно прибегнуваме. Досадата е заменета со некоја виртуелна досада, со која што многу често ни дава лесни содржини, кои што се краткотрајни, кои што не се целоисходни, и некако тоа ми е првичната слика за денешниот млад човек. Интересите се многу помали и понешироки, бидејќи се гледаат само причинско-последични врски. Што значи тоа? Идентификацијата не е со личности кои што се богати во нивната дејственост, туку некако имаат многу кратки и нејасни пораки. Не сакам да именувам, но мене навистина не ми е јасно кои се пораките кои што им ги испраќаат нивните идоли, многу често зборувам за тоа. Не можам да видам некој млад човек кој што замислува да биде космонаут, што сепак е нешто апстрактно, или да истражува диносауруси, пораснал со диносауруси. Она класичното прашање кога прашуваме што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш. Колку и да е досадно, ако се трансформира, може да донесе до голема суштина каде детето сака да се движи, во кој правец да се движи. И што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Јас сакав да бидам некој човек кој што работи со луѓе, кој што ги сослушува, не знаев дека тоа е психолог, дека точно името е психолог. Сакав да работам со деца, тоа ми беше првичниот мотив, поради идентификацијата можеби во тој дел со мајка ми. И сакав некако да го третирам развојот. Многу ми беше поабстрактно, ама точно го чувствував тоа на несвесно ниво. И знаев дека не се задржувам да го искажувам, колку и да тоа звучеше нејасно тој период. Го спомена развојот, го спомена изразувањето, хормоните кои што доаѓаат во младоста, спомена и дека младиот човек треба да крши, меѓутоа да не бидеме погрешно разбрани, не сам мисли на физичко кршење, како што еве во неколку наврати во изминатиот период гледаме ситуации кои што и ги полнат билтените на Министерството за внатрешни работи, каде што се вандализираат детски игралишта, се уништува урбана опрема, исто така тепачки помеѓу млади. Зошто се случува тоа? Самата подлога која што ја спомнавме на почеток, дека е поддржана агресијата, не е поддржана емоционалната изразеност. Кога имаме емоционален блок, ние одиме на инстинкт. Ради што не можеме нити да го вербализираме, нити динамички преку движење или преку некој друг вид на артикулација, како музика, како свирење или како пантомима, гестикулации,
глума, се тоа немаме друг начин да го изразиме. Мислам дека и концепцијски дури и значајните работи кои што третираат агресија како спортот не се фаворизираат до толку, туку се некој вид на амбиција во денешно време и можеби тоа е главниот момент, бидејќи имаме соодветни и несоодветни артикулации. Не би имал, ако можеш помогни ми како да го преведам овој збор артикулација, да го изразиме. Да се најде поинаков начин на празнење, на некој начин за тоа да не заврши во форма на агресија, туку... И израз, преку пишување, преку музицирање, преку припаѓање во некои заедници кои што се значајни, преку припаѓање на детски хорови, на детски клубови, на литературни кругови, на извиднички кругови, на сето тоа кое што дава некоја структура, но и дава простор за да може да се изрази соодветно детето или младичето. Како да се постави границата или како да се научи младиот човек колку многу е премногу? Дека сите тие имаат некои шеги помеѓу себе, меѓутоа како да се научи од дома дека до тука е во ред, од тука натаму ова е веќе насилство и е вознемирување. Да, со тоа што ќе бидеме блиски, за да можеме да се симнеме на нивно ниво, да ја разбираме првично терминологијата, бидејќи тоа е кодот преку кој што можеме да ги разбереме нивниот контекст на дејствување, на функционирање, на живење. А ако го немаме каналот на комуникација првично преку јазик и ако комуницираме на два различни јазици, тогаш првично тука ни бега моментот да ние влијаеме. Содржини кои што се сега прилагодени за нив. Начин како да стигнат тие до содржините кои што цело време ги говориме во нивна функција, а се избегнуваат. Да, меѓутоа во овој свет во кој што тие се родени, во кој што припаѓаат, ги нарекуваат нели скринејџери, бидејќи откако постојат некако светот го гледаат преку светлото на екранот, односно преку самиот екран и кога плутаат низ тоа море на информации, како е еден родител да го направи тој филтер за тоа кои информации ќе стигнат до него и како потоа тој ќе ги вербализира или понатаму како ќе ги извади од себе. Со самото тоа што ќе ги запознае, веројатно, ќе направи да може да разговара соодветно. И родителот ја има секако во себе до каде да одам, бидејќи тој знае и до некаде што е соодветно и што поттикнува развој. Но ова прави една конфронтација, поврзување со детето, кое што е на некој начин подло, но со свесност дека јас ова го правам со намера да те извлечам од тука или со намера да ти се доблежам или со намера дека и ова што го правиш не ти го негирам и не ти го одбивам, туку сакам пополека да го менуваш на нешто кое што повеќе те храни и те стимулира. Но исто така ова не значи дека треба да бидеме во постојан грч, дека нешто ќе се случи, дека нешто треба да ние да превенираме. Колку генерално живееме во грч или колку треба да сме постојано некако подготвени на се нешто? Да бидеме присебни е во ред, со самото тоа сме свесни. Да бидеме мобилни е во ред, бидејќи тоаш не сме окупирани и не сме обсесивни, викаме психолозите. Но да бидеме некако под постојана контрола, контролата ни е најјасен индикатор во ова. Кога веќе влегуваме во контрола, тоаш се плашиме од исходот и не оставаме да тече дејството. Туку остануваме на некое место кое што го држам, тоа се трошат најголеми капацитети и цело време почнува испитување и преиспитување. И цело време е ова зошто. И ако се преформулира само во како, веќе се отвора самата подлога, се отвора на некој начин просторот за да може да се изрази. Во најавата реков дека си млад психолог, иако имаш веќе 30 години, според нели категоризација млади се до 29, кога дипломираше? 2017 на 23 години точно. Во твојата генерација колку студенти имаше, паметиш? До 20 стартувавме, тргнавме со студирање, со студија, завршивме некаде 90. Според разговорот кој што го имавме со официјални лица од филозофскиот факултет, каде што е нели Институтот за психологија, каде што има завршено, тие велат дека последниве 20 на години горе-долу, повеќе или помалку, се запишуваат по околу 100
студенти на психологија. Интересно е дека и уште во 1974 кога е основан институтот, амфитеатарот бил полн. Кои биле перспективите на тие студенти тогаш во 74-та, кога луѓето веројатно биле многу помалку отворени за опцијата посета на психолог, кои се перспективите, кариерните можности за еден млад, тазе дипломиран психолог сега? Има ли работа за сите? Колку убаво прашање, некако. Никогаш не сум ја видел оваа паралела која што навистина постоела. Веројатно потребата за правење на револуционерни отстапки од секојаш постоела. Иако во тоа време било револуционерно да ние да можеме да се институционализираме или да се поставиме во рамки на системот кој што е поволен за нас, кој што остава простор да го најдеме своето место, дали во индустрија, како кадрово, или како и да се викал во тој момент, дали во образование како психолози, дали во сектор кој што е истражувачки, бидејќи што тоаш доаѓал тој бран на истражување. Сега, некако потребата е да уште повеќе се етаблира психологијата преку ова општествено делување, преку излагање кое што допира до повеќе луѓе и кое што дава простор да луѓето бидат пред се разбрани, но не амбициозно разбрани, без да бидат, само да бидат повикани да се само проверат. Моментот на, како што одам на стоматолог, можем да отидам и на психолог, ни е нормализиран до некаде или уште сме далеко од таа точка како општество? Не, уште сме далеко. Првично поради можноста на психолог се уште се плаќа без плави картони и таа битка е оди многу тешко. На психолог се уште нема закон кој што и се штити психологот, но и го штитат на психотерапевт, поточно. Комората на психолози има закон за психологија, нема за психотерапија. Некако ја шетам измеѓу тие две дејности, бидејќи сум и психотерапевт во завршна фаза, но и сум и психолог и затоа сега малку избегав од тој дел. Така што уште постои оној момент на пролонгирање на потребата, секако и на стоматолог постои пролонгирање на потребата, но болката не може да се замени со ниту еден лек, а психолошката болка се заменува со многу други компензации, би рекол, дури и пороци, дури и несоодветни размени, дури и несоодветни прибежишта, несоодветни глувчи дупки. И тоа е можноста, бидејќи психолошките процеси се сестрани и не пратат секаде, но и прибежиштата постојат и постоеле долго време, заради што процесите кои што поминуваат цело постојање на човечкиот род. Би рекол дека е штета тоа што некој има развиено свест, има потреба, ја препознава потребата да посети психолог, меѓутоа тоа не може да си го дозволи. Односно може нели во државните институции, меѓутоа и таму капацитетот е ограничен, додека има многу поголем избор кај приватните психолози. Мислиш дека тоа е еден од проблемите. Секако задршката се уште ќе постои, бидејќи некако најголемиот страв на човекот, можеби поголем и од стравот од смртноста, е моментот на излагање, на појавување. Зошто? Бидејќи тогаш стои најголемата потреба на човекот да биде изложен на критика, на осуда и крајното чувство на отфрлање. Ние никој длабоко во нас, за ова зборува Ерик Фром, не сакаме да бидеме отфрлени, бидејќи длабоко во нас го поврзуваме со чувството на нељубов. И празнината на нељубов прави најлоши компензации и затоа се штитиме некако од тој момент. И секако дека на голема рамка се размислува со сето тоа како да тој финансиски аспект се намери, па Комората на психолози заедно со Црвен крст направи и прави една акција на која што членуваме неколку психолози како обука, првично да можат да си го дозволат луѓето кои што се социјално позагрозени, кои што се премногу изложени како медицински сестри, како пожарникари, како полиција, за да можат бесплатно првично тие да допрат, а понатаму да допира и до поширокиот аудиториум. Ова излагање конкретно не беше страшно, нели? Беше пријатно, некако се чувствував поддржан, за да можам да се изразам онаков каков што сум. Благодарам многу што дојде. Благодарам и тебе.
Јас сум Емилија Бунтеска-Нацовска, вие го следевте подкастот Зошто на Радио Слободна Европа. Ви благодарам за вниманието.